الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bidnillahi ta'ala che продолжиме со неколку нови поглавија од оваа изворедна книга, таа е книгата на монотеизмот од шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Веќе сме во поглавието во кое велит авторот рахимахуллах бабун ла јекул абди ва амати. Поглавијата робинка. Значи поглавието е да не вели човекот мојот роб и мојата робинка. А потоа спомнува тука авторот рахимахуллах еден хадис во кој е во Бухари и Муслим, во кој вели дека ан Аби Хурайрата радијаллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك وليقول سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. Во овој хадис, кој го пренесувате Абу Хурейра радијаллаху анху, дека посланикот саллаллаху алейхи ва салам вели да не вели никој од вас нахрани го господарот твој. Нахрани го господарот твој, или па да не велит исто дај му вода за абдест на господарот твој, но нека велит мојот господин или мојот заштитник. Мојот господин или мојот заштитник. А потоа велит посланикот алейхи салату васлам вала јекул ахадукум, и никој да не велит од вас мојот роб и мојата робинка, но нека велит моето момче или мојата слуга или слугинка. Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах вели во ова поглавие дека ова поглавие и идните поглавија кои се тука се поврзани во врска со изреките. Изреките кои човекот ги изговарат, односно зборовите кои човекот ги изговарат, да бидит внимателен што зборуват. Зошто тоа внимателноста што зборува човекот е од совршеноста на теохидот и од имплементирањето на теохидот. Значи, кога човекот е внимателен и пазлив во тоа што зборуват и кои зборови употребуват, и да не бидат тие зборови во спротивност со нашата вера, со теохидот, со иманот и така натаму, тоа е, значи, дел од совршеноста на теохидот. И од тој дел е да не вели човекот, значи, за својот слуга или слугинка, да не вели, значи, абди ва амати, значи да не велите мојот роб и мојата робинка. Мојот роб, значи, и мојата робинка, но во ова меселе, како што ќе видиме сега, велите имам Уфемин рахимахуллах, дека има, значи, детален одговор. Во кои ситуации е дозволено, а во кои други ситуации не е дозволено, односно е забрането, односно не е посакано да се употребуваат вакви изговори и зборови. Велит Шейх Уфемин на две категории. Значи, две категории се тие. Првата категорија велит Шейх Уфемин рахимахуллах да се вели, значи, робот или робинката од филана. Значи, известуват. Значи, ова во вид на известување
и во врска, значи, укажуваш собственост на тој човек или таја жена за некој си филан. Значи, известуваш дека овај е роб од филана или оваа е робинка од филана. Во врска со ова вели Шейх Уфемин рахимахуллах дека е джаиз, значи дозволено. Фахада джаизун, значи ова е дозволено, зашто Аллах субханаху ва таала има речено во Куранот وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Значи, добрите луѓе од вашите робови и вашите робинки. Значи, Аллах Джелешан има речено عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Значи, вашите робови и вашите робинки. И исто пекамберот алейхи салату вассалам има речено لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. Муслиманот нема зечает за давање во врска со неговиот роб и неговиот конј. Значи, за неговиот роб што го има, не дава садака муслиманот. И за конјот што има, значи, исто не дава, значи, садака. Значи, од страна на укажување собственост и известување, ова е дозволено, како што вели Шейх Уфемин рахимахуллах. Што се работи во врска да укажеш припадност кон себе си. Значи, укажување припадност кон себе си. Например, првиот начин, вели Шейх Уфемин рахимахуллах, да речиш во вид исто на известување, роб или робинка. Или го облеков, му дадов, значи, алишта, облека на мојот роб или робинка, значи му купив алишта, го нахранив. Вели Шейх Уфемин рахимахуллах, ако го имаш речено ова во отсуство на тој роб и таја робинка, значи тие не се присутни тука, тогаш ова е дозволено. А ако се тие присутни, ако постои опасност, значи имат лошо влијание тоа врз робот или робинката, или па спротивно кај собственикот на тој роб и таја робинка, тогаш подобро е, значи, да се избегнуваат овие изговори. Ако не постои никаква штета, значи, и негативност, тогаш е дозволено. Тогаш е, значи, дозволено. Вториот начин, вели Шейх Уфемин рахимахуллах, повикувањето. Да го повикуваш. Например, ја абди, о мој роб. Значи, тој е пример негде, значи, излезен или во полето или слично таке натаму и излага сега собственикот од тој роб или таја робинка и викат ја абди, значи о мој роб. Вели Шейх Уфемин рахимахуллах, овај начин е забранет. Овај начин е забранет и најмалце што можеме да речеме, вели Шейх Уфемин рахимахуллах, дека не е сакано, значи омразено, значи да се употребуваат оваа изрека. Значи најмалце што можеме да речеме дека е, значи мекрух. Ова е најмалце. А, значи имат алими што вели Шейх Уфемин рахимахуллах дека велат е харам, дека овај начин на повик е забранет. Овај начин на повик е, значи, забранет, но најмалце што можеме да речеме, вели Шейх Уфемин рахимахуллах, дека е мекрух, значи во вид на повикување. Кога му го повикуваш ја абди, значи о мој робе, тогаш, значи, не е дозволено. После тоа во врска со ар-раб, со зборот ар-раб, значи господар. Значи господар. Вели Шейх Уфемин рахимахуллах, исто тука се поделуваат на неколку категории. Првата категорија, значи, зборот, односно употребувањето на зборот, нахрани го твојот господар. Значи, зборот, некој му вели примерот присутните на
робов или на господар. Или односно, однеси му јадење леп на твојот господар. Вели Шейх Утсемин рахимахуллах дека ова е забрането. Забрането поради две причиња. Првата причина, начинот на изрека. Начинот значи на изрека. И втората исто, зашто ова со овај начин на изрека не укажува човекот значи да тој го величува Аллах субханаху ва таала. Затоа значи забрането од една страна. Од друга страна значи оваа изрека му дават на робот или робинката чувството како вид на понижување, односно и покорност спрема тој собственик кој ја има значи во раце. А втората категорија вели Шейх Утсемин рахимахуллах да биде значи изречено ова изрека во врска со нешто што не е присутно. Ова е дозволено. Како што е дојдено значи во хадисот, во кој пекамберот алейхи салату вассалам ги има спомнато знаците на судниот ден. Што има речено пекамберот алейхи салату вассалам, од знаците на судниот ден е ентелидал амату раббатаха. Значи да породит робинката својот господар. Значи гледаш овде има речено пекамберот алейхи салату вассалам раббатаха. Значи својот господар. И ова ги имаме значи објаснато како се разбират во 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимахуллах. Но овде е целта значи да се укажат дека со овај хадис се дозволуваат да се речи значи раб во неприсуство за некого, како што дојдено значи во овај хадис. Третата категорија вели Шейх Утсемин рахимахуллах. Од страна употребувањето на зборот раб, од страна на робот, односно на робинката, односно слугата и слугинката. Да речи пример хаза рабби. Ова е мојот господар. Ова е мојот значи господар, вели Шейх Утсемин рахимахуллах, дека ова е дозволено. Ова е мојот господар, зашто во врска во сура Јусуф, Аллах субханаху ва таала известува значи иннаху рабби ахсана масваја. Тој е значи мојот господар кој беше доброчителен спрема мене. Иннаху рабби, тој е мојот господар кој беше значи доброчителен кон мене. Четвртата категорија вели Шейх Утсемин рахимахуллах, да се укажува нешто, како на пример хаза раббу гулам. Ова е господарот од тоа момче. Значи прашуваат кој е овај и кажуваат значи го упознаваат луѓето покрај момчето, покрај работникот, покрај слугата негов. Хаза раббул гулам. Значи ова е господарот од тоа момче, од тој слуга односно. Вели Шейх Утсемин рахимахуллах, спрема хадисот е дозволено да се речи и ова. Спрема хадисот значи дозволено е да се речи и ова. Потоа дојдено во хадисов вал јекул, но нека речи сејиди ва маулаја, нека речи господинот мој или мојот заштитник. Сејидуллах, значи сејид господин, апсолутно не се вели за никого освен само за Аллах субханаху ва таала. Значи неограничено се вели само сејидуллах. Зашто има речено пекамберот алейхи салату вассалам сејидуллах. Значи сејид е Аллах субханаху ва таала. Значи апсолутно, безограничено. Но дозволено е значи за створенијата да се речи во ограничен начин. Во ограничен начин, како што има речено пекамберот алейхи салату вассалам
ana sejjidu veledi Adam jeumel qiyama. Ja sam, znači, gospodinot na sinovito od Adema na sudnji od den. Ili se veli, znači, ova je gospodinot na ova malo, na ova selo, na ovaj region. Znači, so ograničenost. Na apsolutno ne se veli to sam samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, zato kako što rekao, kako je vrska so pazenje na izgovorite, odnosno zborovite koji gi upotrebuvat muslimanov. Znači, da znajte koga je dozvoljeno i koga ne je dozvoljeno. Koga je dozvoljeno ograničeno, a koga je apsolutno zabraneto. Sve to znači, gdje učima je ogromna poglavija. Je, znači, ogromni poglavija. I isto veli šejh Uthejmin, rahimahullah, vrska so ovoj hadis, koji go napomna autor od rahimahullah kako argument na ova poglavija, uči me, veli šejh Uthejmin, rahimahullah, dobri od načina pouka od strana na pekamberot alejhi salatu wasalam. Zašto pekamberot alejhi salatu wasalam odobri od načina poučuvanja i vospituvanje mu beše koga im zabranuvaše nešto na njegovita ashabi, što beše vistinski zabraneto, togaž od drugata strana im otvoraše vratite na onije raboti koji se dozvoljeni. Alejke selam, rahmetullah. Znači, koga im zabranuvaše nešto što je zabraneto, istovremeno im kažuvaše, znači, im otvoraše rabotite, vratite na onije raboti koji su dozvoljeni. I ovo je, znači, od mudrosta i ostroumnosta na poslanikot, sallallahu alejhi wasallam, i ova je isto pouka za povikuvačita. Za onih koji povikuvat vopato na Allah Đelešanu, koga ti je, znači, nešto ki im zabranat na lugeto, koje je bistinski zabraneto vo Allahovata vera, istovremeno, znači, ti je im kažuvat alternativa, no alternativa koja je dozvoljena, koja je halal. Znači, koga im reče pekamberot alejhi salatu wasalam, وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ abdi wa amati. Niko neka ne velit od vas moj rob ili moja ta robinka. Tuku što da velit, neka reči moja to momče, moja sluga ili moja ta sluginka. Znači, onma nešto im go zabranuvat, no druga strana im otvorat pat od vratata na oni raboti koji se dozvoljeni, znači, vo Allahovata vera. Veli šejh Uthejmin, rahimahullah, vo ovaj način na učenje i vospituvanje imat dve golemi pridonesi. Prvi od pridones, veli šejh Uthejmin, rahimahullah, deka na lugeto im olesnuvat da go ostaat nešto što je zabraneto haram, koga znate ka ima za to a nešto alternativa koja je halal. Znači, koga znate kad ti jeste, na primjer, ovdje u ova slučka, zabraneto je da se velit moj od rob i moja ta robinka. No im nosiš ti alternativa koja je dozvoljena. Moja to momče, moja ta sluga ili sluginka. Toga je mnogo polesno da go osta to što je zabraneto i da se posveta na to, znači, koje je dozvoljeno šerijatski. Ova je jedan pridones, veli šejh Uthejmin, rahimahullah. Vtori od pridones, veli šejh Uthejmin, rahimahullah, je ovije hadisi ukažuva deka vo islamu ima prostor. Znači, da, jedna rabota ti zabranuvame, no ti otvorame drugi raboti koji se halali dozvoljeni. Znači, u islamu ti ima prostor, no prostor da se razberi dvo ramkite na islamu ti šerijatot. Ne prostor koliko tebe ti saka tvojite strasti i emociji. To ne je vistinski prostor. Znači, prostor vo ramkite su ona što je dojden pekamberot, alejhi salatu wassalam. Potom, i veli pak šejh Salih al-Šejh, hafidahullah, vo kraju na ova poglavije kako zaključok, deka čovjek treba da pazi na njegovite izreki i ova je njegova zadolžnost. I to ukažuva, to su to, znači, koga pazi vo njegovite izreki, to je ukažuva to, znači, edep sprema Allah subhanahu wa ta'ala, vo vrska so rububija, so esma o sifat i so uluhija.
Потоа, следното поглавие, велит авторот рахимахуллах, бабун ла юрадду мен са'ала биллах. Поглавието, не се одбива оној што бара во името на Аллах. Поглавие, не се одбиват оној кој ти бара во името на Аллах Джелешану. Значи, кој ти вели некој во име на Аллах Джелешану ти го бара ова и ова, ако ти толку е Аллах Джелешану голем во твоето срце, ти нема да го одбиеш него. Не го гледај ти човекот. Гледај ти во кое име тој ти бара тебе. И тоа што ти го бара тебе во вистина, ти го дал тој во тоа име кој тој ти го бара тоа нешто. Тој ти го бара тоа во име на Аллах Джелешану. Кој ти го дал сите убајни, сите благодати тебе? Аллах Джелешану ти ги дал тие благодати. Тоа имање, тоа здравје, тие пари и така натаму. Тој ти бара тебе нешто се во име на тој што ти ги дал сите овие добри работи. Ако имат Аллах Джелешану толку огромно место во нашите срца и души, тогаш, вели шейхот рахимахуллах, ова е од теухидот е. Ова од спроведување и имплементирање на теухидот, ла юрадду мен са'ала биллах. Не се одбива оној што бара во името на Аллах. Не се одбива оној што бара во името на Аллах субхана ва та'ала. И тука го спомнуват авторот рахимахуллах حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي. Во овој хадис, кој го пренесуваат Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума, во кој вели посланикот алейхи салату васлам, кој ве прашуваат нешто во името на Аллах, дајте му го. Кој барат заштита во име на Аллах Джелешану, овозможувете ја нему, значи, таа заштита. Дајте му ја таа заштита. Зошто ја барат, значи, таа заштита во име на Аллах Джелешану. Кој вас ве повикуваат, ве покануваат, одзвиете се на таја покана. Одзвите се, значи, на таја покана. Кој ви прави некое добро, кој ви учинуваат некое добро, наградете го за тоа. Значи, возврати му го ити со добро. Вели посланикот алейхи салату васлам, но ако не најдите, ти немаш таа помош исто слично да ме вратиш, тогаш вели пекамберот алейхи салату васлам, тогаш молете му се на Аллах Джелешану за него, за тој човек, толку колку што мислите дека исполнувате она за тој што ви учинал доброто спрема вас. Значи, ако ти направил некој човек, има некој па не може да му ја возвратиш на тој човек со пари, на доктор или што ти знае, значи слични работи, тогаш молимо се на Аллах Джелешану за тој човек толку колку што мислиш дека сега беше доволно за тоа што ти го учи на тоа добро тој спрема тебе. Во ова поглавие велит Шейх Утхемин рахимахуллах дека мој да бидит ла юрат, не се одбиват, мој да бидит ова забрането е да се одбијат, или мој да бидит не е посакано да се одбијат. Значи, ла юрад, значи мој да бидит дека е забрането, или па дека не е пожелно да го одбиеш. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах, ова барање има неколку начиња, неколку категории, односно врсти. Првата врст ја вели Шейх Утхемин рахимахуллах, да ти рече некој тебе еселуке биллах. Те прашувам, те замолувам, дај ми го тоа или она во име на Аллах Джелешану. Ова е, значи, првиот начин, вели Шейх Утхемин рахимахуллах. Вториот начин е да ти бара тој тебе нешто
што Аллах Джелешану во неговиот шеријат му го имат легитимирано нему тоа нешто ти го барат. Како, например, барањето од сиромашниот човек садака од богатиот, односно зекатот. Ова вели Шейх Утемин рахмахулла, е исто значи да ти барат нешто, значи како во име на Аллах Джелешану. Зошто ова работа ма имат Аллах Джелешану нему во неговиот шеријат дозволено, односно легитимирано. Во врска со одбивање на тој што барат во име на Аллах Джелешану, дали е тоа, значи, не е посакано или е забрането, тоа е спрема ситуацијата на онај кој е прашан и онај кој прашуваат. Зошто вели овде Шейх Утемин рахимахуллах дека човекот како човек, инсанот, муслиманот, треба максимално да се чуваат да не ја пружуваат раката своја кај другите. Зошто тоа е на вид понижување и уривање на себе си. А во вистина, вели Шейх Утемин рахимахуллах, човекот, муслиманот, треба срцето него да биде поврзано само со Аллах Джелешану. Да тој да не се понижува пред никој од створенијата, туку да бара само кај створителот. А во моментот кога барат, значи имат една врста на понижување, на уривање на себе си. Затоа вели Шейх Утемин рахимахуллах дека пекамберот алейхи салату вассалам им земаше заклетва на неговите асхаби, а тоа беше да не прашуваат никого од луѓето за нешто. Односно да не бараат од луѓето ништо. И затоа вели Шейх Утемин рахимахуллах се пренесува дека некој од асхабите ридвануллахи алейхим, кога неговиот камшик, знаете, значи она што е од кожа или од јажа, кога неговиот камшик тој ќе беше качен на камила или на конј или на магаре, ако му паднеше камчикот долу на земја, не им велеше на присутните дај ми камчикот. Значи во ова барање една врст на уривање на себе си. Тогу што праше, слагаше од камила или од конј, го земаше камшикот и пак се качуваше. Само значи да не го понижи своето лице. Зошто тој во моментот другиот ќе ти прави тоа добро, како да ти има малце враца, како да ти учинал нешто добро. Значи, замисли, и камшикот го застануваше камилата, односно конјот, слагаше, го земаше и пак продолжуваше. Не им велеше, а имаше тука луѓе. И имаше, значи, тие ги ценеа асхабите на пекамберот алейхи салату вассалам. За ним ќе беше чест да му помогнат на еден од асхабите на пекамберот саллаллаху алейхи вассалам. Но вели Шейх Утемин рахмуллах, ова содржуваат една врст на уривање на себе си своје. Значи, како вид на понижување. И вели Шейх Утемин рахимуллах, гледано во суштина, вели Шейх Утемин рахимуллах, дека барањето од другите луѓе е непожелно или забрането. Освен, вели Шейх Утемин, освен е дозволено, во исклучок, значи, е дозволено кога има човекот вистински потреба. Значи, освен ако има вистински потреба, значи е во тесна ситуација, тогаш, значи за такви ситуации е, вели Шейх Утемин рахмуллах, дозволено. Значи, дозволено, а друго, значи, човекот треба да се пази и да се воздржуваат максимално, да не ја пружуваат раката кај другите. Освен, значи, во ситуации кои се неопходни, кои се вистински тешки и во тесна ситуација е, тогаш вели Шейх Утемин рахимахуллах, е во таа ситуација дозволена. Потоа, велит Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах, дека оваа работа
во врска кој те прашува некој тебе во име на Аллах Джелешану, има неколку ситуации, неколку категории. Првата категорија, вели шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах, е кога тој тебе специфично ти го барат некоја работа. Значи, вистински, ти го спомнуваат името, се може да се случи некој пат, вели шејх Салих ал-Шејх, ако ќе видиме тука, тоа е втората категорија, прашуваат многу луѓе, значи може да се 5 души тука, 10, 15, и вели, ве молам во име на Аллах Джелешану, имам потреба за ова и за ова. Тогаш ова не е специфично, ова е значи општо барање на тие 10-15 луѓе. Но првата ситуација, вели шејх Салих ал-Шејх, е значи тебе ти се упатуваат специфично, ти се обратуваат, значи со тоа барање. Вели шејх Салих ал-Шејх, ако ти се обрати специфично со неговото барање, а во друга страна енте кадирун, ти си значи во можност да му даеш, да му помогнеш. Значи ова е исто услов овде. Да бидеш ти, се тоа ако ти бара тебе 5000 евра, ти имаш само 50 евра в джеб, како ќе му дадеш 5000 евра? Значи ти треба да бидеш кадир, значи да бидеш мокен, да имаш таја мок. Ти вели крени ми 100 кила, крени ми овие 100 кила на втори спрат, а ти не можеш да креваш 20 кила. Значи треба да пазиш, зашто шеријатот не бара никогаш од тебе да ти на себе си да си наштетиш. Да, значи да бидеш кадир, да бидеш мокен. Ако си мокен, значи имаш можност и тој ти се обратува тебе специфично и те прашуваат во име на Аллах Джелешану, треба да му дадеш, вели шејх Усајмин рахимуллах. Треба да му дадеш. Втората ситуација е мустахаб. Кога е мустахаб да му одговориш на неговото барање? Вели шејх Усајмин рахимуллах, ако се многу луѓе тука, 5, 10, 15 луѓе, и тој општо барат на тие сите присутни тука. Тој значи тука не те има тебе одвоено специфично, туку тие што се тука, о луѓе, имам потреба за ова и за ова. Тогаш во оваа ситуација, ако ти си мокен за тоа што го барат тоа, е значи мустахаб да му одговориш на неговото барање. А во друга страна, велит шејх Салих ал-Шејх и исто шејх Усајмин рахимахуллах, не му одговараш на неговото барање, не му одговараш, не му се одзиваш на неговото барање, иако те прашуваат во име на Аллах Джелешану. А тоа е кога знаеш дека тој е лажго. Кога знаеш дека е лажго, иако ти вели ти се молам во име на Аллах Джелешану помогни ми, не му одговараш на неговото барање. Или вели шејх Усајмин рахимахуллах, ако знаеш исто дека тој можат не е лажго, но знаеш дека тие пари тој ќе ги злоупотреби за лоши работи, како алкохол, например, вели шејх Усајмин рахимахуллах, и слични други забранети работи. Ако веќе знаеш, тогаш во оваа ситуација исто не ти е дозволено да му се одзвиеш на неговото барање. Значи немаш никаков греф. Зашто може го читаме сега ние ваќе поглавие во општо и се плашиш тогаш. Иде некој ти барат нешто, а велиш смучеле во китабот Теухид, ла юрадду мен саела билlah. Не се одбива онај кој бара во името на Аллах Джелешану. Да, ако ги исполни и тој условите, и ти ако ги исполниш исто условите, што рекоме да си моќен и така натаму. А ако е во случка, значи, да тој е лажго, значи познат дека лажит, или познат е дека тој тие пари ги злоупотребува после за харам работи, тога значи не му одговараш на тоа тој што го барат, на тоа тој што го барат. Потоа исто е спомнато во хадисов, а тоа исто сега е добро се спомнити, актуелно е, во врска со мен даакум фааджибу. Кој вас ве повикуваат, одговорете му. Кој ве повикуваат, одговорете му. Значи, големиот дел на алимите, вели шејх Усајмин рахимахуллах, овде се мисли дека не е секое повикување. Туку овде е повикувањето на свадба, за женитба. Значи, овде кој ве повикуваат на свадба за женитба,
odgovorete mu. Znači, odzvijete se na toj povik. Veli Šejh Utejmin rahimahullah, no ovdje vo vrska so odzvivuvanje na poviku za nasvadba, za ženitba zborima, ima znači so uslovi. Ako tamo na taja svadba imat harami i ti ne možeš da gi odstraniš tije harami, togaš, znači tebe ti je zabranjeno vo ta situacija da poješ tamo, da se odzviješ. Ili pa, može bi nema tamo harami, na sama ta svadba na sebe si, no tebe prisustvovanje to na taja svadba predizvikува da ostaješ može bi nekoj namaz. Isto тогаш ти е забрането да присуствуваш на таа свадба. Пример, денеска се велат ови, ајде, сите ки кланяме во 12 каза. Има такви оđи, по селава што се овде кај нас, и не остава свадба непојдено. Значи, сите свадби ги играт летово, и му велеле, кога ги кланяш оđа намазиве, велел во после 12 каза сите. Значи, пладни, кинди, акшам, јација, после 12, дома ќе си појд, скапање за никаде, секој намаз може по една минута, две му требит, и тоа му е, значи, не му намазот. И каков пример тој ќе биде за луѓето тогаш. Значи, луѓето велат, кога оđата не го клања намазот, тогаш ја уште помалце. Значи, затоа треба многу внимателност, ако предизвикува, значи, присуствувањето твое во таја свадба, да ти да оставиш некоја задолжност верска која имаш, тога, значи, не смееш да присуствуваш, или ако има некој харам, кој не можеш ти да го отстраниш. Ако има некој харам, но ти со присуствувањето твое, со одењето твое на таа свадба, можеш да го отстраниш, тогаш е дозволено, значи, да присуствуваш на таа свадба. Исто во врска со зборот на пекамберот алейхи салату васелам, кој ви учинуваат вас некое добро, наградете го. Ако не најдете со што да го наградите, тогаш молете му се, значи правите дова за него, ке Аллах субханаху ва таала. Вели Шейх Утеймин рахимахуллах, наградувањето на онај кој ти учинал добро има две придонеси големи. Содржува, значи да го наградиш онега кој ти учинал некое добро, има два придонеси. Првиот придонес е вели Шейх Утеймин рахимахуллах, кога ти тој доброчителот го наградуваш, ова е за него друга мотивација за тој да продолжи со добри дела. Зошто тој сфаќат и гледат дека имаат некој кој ги цени овие работи. Разбравте, значи, ова е за него мотивација, ова е потек за него. За тој да продолжи, значи, со добрите дела и со добро учитувањето спрема луѓето. Втората придобивка, вели Шейх Утеймин рахимуллах, кога тебе некој ти учинува добро и ти го наградуваш него за тоа добро, па макар се ако немаш ништо, правиш дова за него, ова е, ти го укинуваш, односно го отстрануваш она што тој може да го има спрема тебе како плюс. Значи, како авантаж спрема тебе. Значи, тој да се мисли, ја му направи некој добро и се ја ги има него врака. Или слично. Ама кога ти му го врачаш тоа добро, тогаш све еден со еден. Нема тој еден, ти нула спрема него. Туку вие се, значи, израмнети. И тоа е многу важно. Вели Шейх Утеймин рахимахуллах. Потоа, следното поглавие, вели авторот рахимахуллах, бабун ла юс'алу би ваџхи llah илла l-џаннah. Поглавие во името на Божјото лице не се бара ништо освен џаннетот. Во името на Божјото лице, на Аллаховото лице, не се бара ништо освен џаннетот. И потоа спомнува тука авторот рахимахуллах хадисот ан Џабир радијаллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
La yus'alu bi wajhi la illa al-jannah. Ravah Abu Dawud. Znači, ovaj hadis je tokmu poglavijeto во кој го имат, znači, наречено шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахмеллах, тоа е хадисот во името на Аллаховото лице не се бара ништо освен дженнетот. Хадисот го пренесуват Абу Давуд. Но шейх Арафат хафидахуллах во објаснувањето на Китабу Теухид велит дека овој хадис не е аутентичен. Зошто? Во овој хадис се најдува еден човек, значи во синџирот на хадисот, имате еден слаб човек, слаб пренесувач и поради слабоста на тој пренесувач, значи влијаат врз аутентичноста на хадисот и хадисот значи не е аутентичен. Значи хадисот како хадис не е аутентичен. Но во врска со значајноста, значи требит вели шейх Арафат хафидахуллах дека она што е правилно и вистина, исто шейх Салих ал-Шейх го велит истото, се барат во име на Аллаховото лице, дженнетот и све што е поврзано со дженнетот. Зошто има дојдено во еден хадис, кога дојде еден бедуин ке пекамберот алейхи салату само рече: "Ас'алука би ваџхилlah бима ба'атака раббуна илейна." Те прашувам, значи, во име на Аллаховото лице, со што те испрати тебе нашиот Господар кон нас. Значи, видите, прашувам во име на Аллаховото лице. Значи, зошто? Со што те испрати тебе нашиот Господар кон нас. Значи, овие работи со кои ти испратил тебе, ти преденосуваат тебе за кон дженнетот и те оддалечуваат од джехеннемот. Значи, дозволено е, пример, вели шейх Арафат исто хафидахуллах, да му се молиш на Аллах Джелешану во име на неговото лице да бараш, пример, работи од верата. Например, да бараш искреност, да бараш цврстост, значи на верата, да бараш истрајност, да бараш да правиш добри дела, да бараш да те чуват Аллах Джелешану од джехеннемот, да те оддалечит од джехеннемот, да бараш да бидеш од спасените. Овие работи, значи, се дозволени. Ама она што не е дозволено, вели шейх Арафат хафидахуллах, да бараш во име на Аллаховото лице дуњалочки работи. Например, му велиш, ти се мола во Аллаховото лице, во име на Аллаховото лице ти се мола, дај ми 500 денари. Дај ми, купи ми леп, купи ми чевапи. Ова не е дозволено. И тој што го вели овај збор, укажува дека во неговото срце Аллах Джелешану нема вредност. Зашто ако имаш Аллах Джелешану вредност и Аллаховото лице ако имаше вредност во неговото срце, тој немаше, значи, да барат во име на Аллаховото лице толку ниски работи. Значи, во име на Аллаховото лице се барат вртните работи само. Како што вели шейх Салих ал-Шейх, дженнетот и задоволството на Аллах субханаху ва таала. А не се бара, значи, дуњалочки, минливи работи. Зошто ова вели шест, како што рековме, значи, зашто ова укажува, кога човекот прави вакви работи, укажува, значи, дали тој го има сватено теохидот и дали имат Аллах Джелешану во неговото срце огромна вредност или па немат вредност Аллах Джелешану и тој гледа само да злоупотребит Аллаховото име за да дојде до неговите ниски и кратки барања. Значи, затоа, пример, ако ти дојде некој во ситуација и ти барат 200 денари или леп да му земиш, или еден пица му купиш и ти вели во име на Аллаховото лице, тогаш знаеш, значи, треба да го поучиш, него му кажеш дека не се барат, значи, во име на Аллаховото лице, нешто, значи, што се вакви од дуњалочки работи. И муслиманот, вистинскиот муслиман, како што затоа пред поглавието што беше, не се одбива тој кој барат во име на Аллах Джелешану. Мој да ти обарат, ти се моля во име на Аллах Джелешану, или мој да ти барат нешто што шеријатот не му го дозволил. Како, например, сиромав човек ти барат леп, на еден што има можност. Тогаш, иако не ти вели тој тебе ти барам во име на Аллах Джелешану, но ти како вистински муслиман и монотеист,
Знаеш дека Аллах Джелешану ова му го одобрил нему шеријатски, тогаш му даваш нему. Без да ти велиш во име на Аллаховото лице и такви слични работи. Значи, гледате, поглавиева се многу блиски и поврзани. Што треба значи да се пази како се, значи, човекот како изговарат, кои зборови употребуваат, во каква ситуација и зашто. И зашто. Не значи за ниски и ситни работи да спомнува тој Аллаховото лице. Туку се бара, значи, во име на Аллаховото лице, значи се барат врвните работи. Дженнетот и работи кои те водат кон дженнет. И работи кои те зачувуваат тебе од джехеннема. Тоа се бара. Баракаллаху фикум. И овде исто, значи, спрема овој хадис, вели Шейх Утемин рахимахуллах, зашто се спомнуваат во хадисот, и не само во овој хадис, во други хадиси што се вистински аутентични, и во ајети во Аллаховата книга, се спомнува дека Аллах Джелешан има лица. Зашто вели тука, ла юс'ал би ваджхи ла илла л-џанна. Значи, не се прашуваат, не се барат во името на Аллаховото лице, освен дженнетот. Значи, се спомнува тука дека Аллах Джелешан има лица. Лице како што му припаѓаат на Аллах субханаху ва таала, без да влагаме во како и што. И ова е потврдено, вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека Аллах Джелешан има лица, потврдено е со Куран, суннет и иџма'у селеф. Значи, иџма' селеф. Значи, соединоста, селеф се соединети, значи, дека Аллах Джелешану имат лице како што му припаѓаат, значи, на неговата возвишеност. И така сме на крај со нова поглавие. И ќе застаниме тука, се више акшам е близко. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.